Има една граница која можеш со сила и има едно што се вика бран, кога ќе те фати бранот, не можеш да го запреш, знаеш. Он има веќе пукнатина у браната и на наредни парламентарни ќе му се задеси цунамито. Мислам дека не го сваќаат тоа уште. Зашто му се случува ова на ВМРО? Една од можните е поради ароганцијата на лидерот. Ароганцијата е автодеструктивна на долг рок, а политиката се игра долгорочно. Политиката не е од денес за утре. Што треба да направиме кога ги прашале партизаните за бугарите? Знаеш што им рекле стратезите на Тито? Ништо не треба, бугарите се ќе направат. Така и вој. Што треба да направиме да окутнеме Мицко? Ништо не треба, брат, сам ќе се кутне. Ти текнуе, која ми е поентата. Цели популации од туѓува од себе, како да ти кажам. И нареден Чекоре, сега после избори, он ќе го направи, мислам дека истото, што го направи Грујо кога беше у пикот, а тоа е да влезе у војна со на повеќе фронтови. Се шпекулира дека ќе го враќаат нов закон за високо образование, ќе влезе у војна со професори, повторно ќе има пленуми менуме, ќе влезе у војна со лекари. Знаеш, он нема усул, како го викаат старине, усул да се немава. Он само да течат бизнисите и политички не знае да хендла и оди на сила. На сила можеш вака, едни избори да ги добиш. Не можеш да владееш на сила. Како да ти кажам, Пиноче не можеше да владее со сила. Пиноче дал пола-пола на опозицијата која паѓаше на референдумот 80 која, а овој не дава ништо, не сакаш. До тој степен сме забегани. Тоа што ние ја тераме на шала, не значи дека е шала работава, знаеш. Цензура на легитимна политичка партија. А непоимливо е тоа, како да ти објаснам.